Денеска сме собрани овде за да афирмираме една градба на територија на општина Карпош, што е градба што има изградено Венс инженеринг и се градат уште две други по сите стандарди за заштеда. Тоа е и топлинска заштеда, и хидрозаштита, како и оведување на обновливи извори на енергија. Сакаме да кажеме дека општина Карпош на следната седница ќе донесе правилник со кој што точно ќе се утврдат минималните стандарди енергетски за заштеда на енергија, кој што ќе мора да ги почитува секој објект кој што се гради на територија на општина Карпош. Без почитување на тие стандарди нема да може да се добива градежна дозвола. Иако Законот за енергетика е донесен повеќе од 3 години, се уште надлежното министерство нема изработено ваков правилник. До донесување на тој правилник, општината Карпош донесува свој правилник и она што е најбитно, на сите оние кои што ќе прават објекти индивидуални и колективни, на кои што ќе има соодветна термичка изолација, кои што ќе постават соодветни прозори, каде што ќе имаме обновливи извори на енергија и каде што отоплувањето исто така ќе биде со обновливи извори на енергија, ќе биде предложено Советот на општина Карпош да усвои 20% враќање на платените комунали во буџет што биле претходно платени на буџетот на општина Карпош. Со тоа сакаме и ние да дадеме свој придонес при изградбата на овие објекти, односно да ги потикнеме инвеститорите да градат енергетски ефикасни објекти, но во исто време и дел од трошоците да паднат на товар на локалната самоуправа. На таков начин сметаме дека ќе намалиме потребата од изградба на трафостаници, ќе намалиме потребата од нови далеководи, ќе намалиме потребата, ќе зголемиме заштедата и на електричната енергија, како и на топлинската енергија и се она што не оптеретува и буџетот, но исто така и еколошки што не загрозува на територија на општина Карпош. Значи точно ќе се знае колку треба изолација да се стави, каква изолација ќе треба да се стави, каква хидроизолација треба да има, ќе се рангира дали ќе имат сончеви колектори, дали отоплувањето ќе биде на обновливи извори на енергија, внатре потрошувачите на електрична енергија какви се, дали се тие енергетски ефикасни, значи трошат минимум електрична енергија, апаратите што се внатре исто така какви се и сето тоа, секој што ги исполнува максималните стандарди ќе добие максимално 20% враќање на средствата кои што ги вложил. Ние сме сведоци во моментов дека имаме изгради кои што се градат на пример со 16 цигла и 5 сантима изолација, со цел да речеме 5 сантима да заштеди на квадратурата и кога ќе земете зграда од 10 ката по 5 сантима сегде излегува 2 стана плюс, што ние сметаме дека треба малце да се подзакочи со борбата за максимален профит на инвеститорите, туку да се внимава и на квалитетот на стамбените единици што се создаваат на територија на нашата општина, но во исто време оние што ќе живеат натре исто така да трошоците за воиднина на долг рок во наредните 20-30 години да се намалат, затоа што се наоѓаме во 21 век и затоа што мораме да штедиме енергија. Цените на становите се исти какви што се пазарните цени на ниво на општина Карпош. Времето на градење релативно брзо градиме бидејќи работиме со банкарски капитал, додека елементите што се вградени внатре како технологија и ноу-хау се двојно подебела изолација него тоа што е стандард во моментов, односно 10 см термичка фасада, тростаклени прозори од кои третото стакло е термичко обработено стакло за подобри топлински коефициенти да се постигнат, соларни колектори со тоа што Македонија има 275 сончеви денови во годината за санитарната вода. Грејењето е на принцип геотермална пумпа со електрично котле, каде што се остварува голем дел од заштедите за грејење и за ладење. Во фазата на конструкција се користи Wiener Berger цигла од Австрија, која е со подобрени термички својства. Сето тоа кога ќе го земете како еден сублимат на ноу-хау и технологија, го дава нискоенергетскиот концепт на градба.